Татнеш и силен потрес ги разбуди Скопјани тоа јулско утро пред 50 години. Веќе предпоставувате дека ова издание на Луѓе и места ќе го посветиме токму на сеќавањата на луѓето кои ја преживеале оваа катастрофа, но се уште живеат со спомените за изгубените роднини, за изгубените пријатели, за срушените маала, за срушеното Скопје. Сите се согласуваат дека материјалната загуба е незначителна во однос на човечката, но и се согласуваат дека оваа трагедија му дала нова сила на градот во сплотеноста и истрајноста да се преброди сета болка и да се погледне кон иднината, со надеж никогаш да не се повтори. Марија Владички живеела на улицата Илинденска, многу блиско до епицентарот на земјотресот. Тоа утро, како и повеќето скопјани, земјотресот ја разбудил од спиење. За среќа, нивната семејна куќа не се срушила и сите членови на нејзиното потесно семејство го преживеале земјотресот. Тоа беше страшно. Татнеш беше, ме разбуди татнеш. Ние имавме надоградба на куќата. Кај мене во соба се навоѓа бојлерите за купатилата. 100 литра бојлери као балерини да играат, тоа беше страшно. Меѓутоа, тоа беше и првиот земјотрес дома, вториот пред куќа го доживеав. После тоа од штабот за спасување помина еден джип и имиња читаше. Прво, никој да не се враќа во куќите, во становите, пошто не е сигурно. Втор джип помина со имиња. Меѓу тие имиња беше името на татко ми, професор Владички, и името на професор Гаревски. Татко ми како студент електромашински му беше дипломска работа матка. А Гаревски јутро инженер, и двајцата ги повика да одат да проверат браната во матка, таа да не попушти, па после ќе настанеше тотален пропаст на Скопје ќе настанеше. Јас и брат ми отидовме за тетово, меѓутоа брат ми многу брзо се врати, пошто во тоа време многу малце знаева странски јазици, он знаеше англиски и беше акцијаш во интернационалната бригада, а јас останав со мајка ми, со татко ми, повозрасни беа, мораше некој со нив да остане. Куќата не беше срушена. Ја реновиравме, се вративме, меѓутоа загубата, се материјално се тури на место. Меѓутоа загубата од пријатели и роднини, људски животи, тоа не може да се вради. Кога ќе седам на земјотресот, не се сеќавам на материјалните губидоци, се сеќавам на луѓето кои што растевме заедно, кои што живеева околу мене. Илија Саздов го познаваат скопјани. Го знаат постарите од времето кога со неговото семејство продавале лимунада, боза и сода на кеот на Вардар. А го знаат и денес како угостител на истата локација. Живеел во Црниче, дел од Скопје кој поминал со помалку срушени куки, но како и секој ден, и тој ден го поминувал овде на кеот на Вардар, разладувајќи ги скопјани со ладна лимунада во тие јулски летни денови. Ден пред тоа имаш овдека во околинава Циркус Софија, во градскиот парк и Зерцето. Лимунадава нормално тогаш не беше кафана овде, доќено беше лимунадата, меѓутоа квалитетна лимунада кај што имаше доста муштери, поготово во вечерното време. Ова време топлини и шетариштето тука се работеше игранките, народот немаше кока-коли, немаше швепсови, немаше други модерни пјалоци, на лимунада и на боза. И родителиве, тоа време сакате вие вечер да додите од циркус, ние да работиме утре обратно или обратно вие додиме вечерва да гледаме циркус, поутре и брат ми постребе, не, ние ќе одиме вечерва да не испуштиме. Од тука заврши циркусот, живеевме во Црниче. Одејќи нека дома, ја, брат ми и братучетот мој, денешен доктор во војна болница, односно 8 септември, таму.
Помагаме, застанавме на киоскот, карше железничка станица. Тетка Сандос, нам галичанката беше таму на тоа, на скара, на кебаб. Ама, ко некој предчувство дека нешто така лакомо да јадеме, тоа беше невидена работа нешто. И полека бе, дека дете, кај ти застана дека ова јадење. Млад бе детка Сандо, здрав. И отидоме дома и сега, ноќта, таа храна почна да работи. Савањето влагам у тоалет, живеевме на долниот кат. И едно време се отвори вратата и на грбот вода. Со помисла, Панчо дозгора стариот, што ми фрла вода, што му е нови. Се вртам нагоре, оно блиндирано, тоа изолацијата, онако какво вода, како љаво. Се подотвори вратата, викам, што е работава? Се разбудија старите комши, почна врескање, викање. Земјотрес, оджаци паднати. Спомените и непријатните гледки од земјотресот остануваат за цел живот, вели Илија. Додава дека, иако се случи пред 50 години, сеќавањата се како да било неодамна. И сега, кога се присеќам на гледката, е страотна, ретроградно сликата, повратната слика во умот му е страотна. Целата, како што беа само двете страни, цитоите сето доле натре паднато, поготово што и железничката имаше подземен пролаз. Но онако сето тоа беше, се не знам колку жртви натека на покрај площад, не пушта некако откај просто слобода, се страмнато. Дојдовме довде до Дуќанот, побара вода, лимонада. И дојде тогаш и очувме, тука стигна. Пари, вика, какви пари? Само вратите, ама лажата, зашто ќе треба и за други. Сеќам имаше преку 3000 оранжари наполнето и сода. Овдека на овој простор кај што сме сега се створи камп, да го кажам. Шаторско живеалиште, кој како се снајде. Трагедијата да биде поголема, дент али другиот ден, за жал почина еден комши од овде млад, постар од мене 5-6 години, тоа е Таки се викаше, на Ѓорѓе Николовски син, баш овде малку од левава страна, местејки шаторот да има струја, здрма струјата, земја, го копала, не се разбуди дечкото, значи и после земјотресот отидна курбан. Најлошата слика ми беше овде на Орсе Николов. Кај што е бензинскава пумпа, имаше зграда на 4-5 спрата. И сето тоа страмнето паднато вертикално, но на 4-тиот, на 5-тиот кат едно парче од зидот, жена со дете. Мислам дека беше девојч. Колку еден вада се стисна, тоа беа пискотници, вискотници, дека се фрлаа јужиња, не знам па како се дојде да се бараа скали. Ги спасива жената и детето. Другото беше таа слика некако станува. И после 7 години од земјотресот, кога бил на отслужување на воениот рок, повторно ја почувствувал горчината во душата од скопскиот земјотрес. Овој пат, кога ја видел на големото платно одсликана во филмот Скопје 63 на режисерот Велко Булајки. Имав другар тука комши од кај Дом на Градежни, Тоше Ивановски мачеварец беше после спортисте, така него родителите ми се чини му погинаа тука, они остана. И бевме војска заедно. Он веќе завршен дипломиран инженер. И едно време го прикажа филмот ова време негде кај Не. Ние отидоме август, негде го се али го прикажува Скопје 63. Мене ми се чини, јас за земјотресот издржав да не пуштам соза, тука не може да се сопрам од рикање, не од плачење. Читав ден не може да се смирам тоа. И сум анализира зашто тоа така. Она рушевиње паѓа, гледаш, проваѓаш покрај нив. Реално тука е. Но некое време после да ти ја вратат таа слика, тие рушења, тие пискотници, тие викања, тие апели за помош од подземјата, тоа остави некоја длабока трага кај мене.
Бране Сарбиновски е машински инженер во пензија. Денес живее во населбата Хром, а за време на земјотресот живееле во Црнич. Иако нивната семејна куќа го преживеела земјотресот, се сеќава на ужасната гледка на облакот од прашина и чад кој се издигнал над Скопје одма после земјотресот. Тој облак го зголемил стравот дека на Скопје му се случила катастрофа. Тој трагичен момент го доживеав точно во куќата во која што живеевме. Беше многу непријатно, затоа што утрото кога се случи настанот, сите исплашени излеговме, но пред тоа забележав дека креветот во кој што лежев се најде во средината на собата. Излеговме надвор, веќе бевме свесни дека се работи за земјотрес и тоа катастрофален земјотрес, но за среќа во тој дел на Скопје немаше некои разурнувања, мали пукнатини на куќите, а од друга страна па се примети веќе над градот кој што одгоре се гледа големи облаци на прашина, што веќе јасно даде до знаење дека се работи за една голема катастрофа. Сето тоа изгледаше како оние сцени од ратните филмови, како да е тука извршено едно големо бомбардирање, голем број згради распаднати, срушени, некои напукнати, но она што е најболно и најтешко е дека на сите страни се слуша лелици, плачење, викање, не се знаеше кој за кого плачи, дали се живи тие нивни пријатели, роднини. Од кога се соземале со неговото семејство, по првичниот шок, почнал да преовладува стравот за животите на роднините и пријателите. Со болка се сеќава Бране на таа обиколка со велосипедот кога проверувал дали се живи неговите роднини и пријатели. Најпрво отидов на Железничка улица кај тетка ми, видов дека и тие се добри, па потоа кај други роднини на Орсен Николов. На 29 ноември сите беа живи, здрави, на број што се вика, но во еден момент се сетив на еден мој роднина кој што беше дојден на гости и кој што вечерта не остана кај нас да спие, него рече дека ќе спие кај ујко му во Карпуш. И решив да отидам да видам што се случува и со него. Бев потресен кога видов зградата во која што живеел ујко му, половина падната. И едино што во тој момент помислив како јас ќе јавам на неговите роднини дека тоа е во оние урнатини. Но за среќа делот кој што беше останат од зградата фактички бил и дел во кој што они престојувале, така да по известно време го најдов и него и во тој момент веќе бев свесен дека немаше некој од моите блиски роднини кој што е повреден или погинат во земјотресот. Скопје и скопјани се присетија по 50 пат на ова кобно јулско утро во 5:17. Ова беа само дел од спомените на оние кои го преживеале земјотресот. Горко сеќавање, зашто тоа не беше убаво сеќавање, меѓутоа Скопје како Феникс се издигна пак и уште нешто па да му се случи на Скопје, пак како Феникс ќе се издигне. Скопје е такво. Овде е и крајот на ова издание на Луѓе и места. Почетокот на следното е за 7 дена, кај некои други луѓе, на некое друго место.